Втор централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Останете со нас, почнуваме веднаш по кратката најава за дел од содржините кои ќе следат. Источниот и североисточниот плански регион работат на обезбедување предуслови за изградба на првата депонија во Македонија по европски стандарди. Со полагање цвеќе на спомен плочата на паднатите воини и со пригодна реч за брегалничката битка во местноста Калиница во Штип се одбележа 103 години од битката во која загинале 50.000 луѓе. Во летниот период бројни се пациентите со стомачни заболувања. Лекарите советуваат внимателно да се одбира и подготвува храната, а хигиената да се подигне на високо ниво. Известувачот за Македонија од Европскиот парламент Иво Вајгал денес по средбата со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во изјава за МИА посочи дека во Македонија мора да се продолжи со демократските процеси и да се исполни главната цел, а тоа е одржување парламентарни избори. Мислам дека е многу важно да се одржи диалогот меѓу нас како Европски парламент и политичарите од Македонија, без разлика на тоа каква функција тие имаат во моментот. Словенечкиот европратеник додаде дека најголемата одговорност за решавање на политичката криза во земјата е кај македонските политичари, но посочи дека Европската Унија треба да го цени и оценува она што севкупно го остварила Македонија досега, што според него е во голем дел исполнување на европското законодавство. Претходно Груевски оствари средба и со еврокомесарот Јоханес Хан. Нова бугарска инвестиција во текстилната индустрија во Виница. Фабриката која веќе има 100 вработени планира уште толку за една година. БТБ Бугарија е компанија со огромно искуство во производството на женска облека, а има создадено и собствен бренд Вајана. 200 нови вработувања, од кои 100 се веќе активни, треба да биде исходот од новата странска инвестиција во Виница, која доаѓа од соседна Бугарија. БТБ Бугарија, како лидер за производство на женска облека на пазарот во Бугарија, која вработува 1000 луѓе со извоз на над 100.000 производи, а која има создадено и свој собствен бренд Вајана, од денес и официјално со свое представништво како БТБ Македонија и во Виница. Првата причина е тоа што Македонија и Бугарија се многу блиски по својата култура и нема јазична бариера, а втората причина е тоа што Македонија има долга традиција во производство на облека. Во моментот фирмата има 100 вработени, тоа е првата фаза, првиот чекор. Во вториот чекор планираме да вработиме уште 100 луѓе и веќе во понатамошниот развој каде што планираме да ги доведеме сите процеси овде во Македонија, тоест да ги копираме процесите од Бугарија во Македонија. Исто така ќе се отворат работни места каде што ќе треба да се креира и дизајнира самиот производ и за таа цел се разбира ќе ни требаат високо квалифицирани работници. За Виница и за општината секоја нова инвестиција која ќе помогне во спречувањето на силната миграција е голем плюс во намалување на невработеноста, но и во поттикнувањето на конкуренцијата. Уште една странска инвестиција во општина Виница. Срекни сме што општина Виница продолжува да го носи епитетот како стопански најразвиена општина во регионот. 100 нови вработувања за почеток, уште 100 во следната година. Знаеме што значи тоа за нашите граѓани, знаеме што значи секое ново работно место. Како локална самоуправа ќе продолжиме да ги поддржуваме сите инвеститори кои што ќе доаѓаат во нашата општина и сите и странски и домашни да имаат исти третман пред институциите. Агенцијата за вработување на Република Македонија со сите активни мерки е секогаш отворена за соработка и поддршка на странските инвеститори. Еве еден позитивен пример каде што странска компанија која што е во непосредна близина на Република Македонија во Бугарија отвори представништво во Република Македонија. До сега вработи 100 луѓе, планира уште 100. Ние како агенција за вработување нормално и влада на Република Македонија сме тука да ги поддржиме бизнисмените во секој нивни чекор, да им обезбедиме соодветни обуки, соодветни припреми, односно активни мерки кои што ќе им помогнат во развојот. Во фабриката во Виница е планирано да се шие облека од прва класа за најголемиот клиент на БТБ Кома, како и собствениот бренд Вајана.
Источниот и во североисточниот плански регион работат на обезбедување предуслови за изградба на првата депонија во Македонија по европски стандарди. Регионалниот план за управување со отпад во источниот плански регион опфаќа 11 општини и 217 населени места, плюс општина Свети Николе со вкупно 182.000 жители. Тековниот систем на управување со отпад главно се заснова на собирање отпад на нестандардни општински комунални депонии, како и на диви депонии. Во јануари до година ќе стартува подготовката на потребните документи со кои треба да се создадат предуслови за изградба на првата депонија во земјава по европски стандарди, која ќе биде лоцирана во источниот и североисточниот плански регион. Со овој проект најпрво треба да се изготва студија за влијанието врз животната средина и физибилити студија, која треба да каже дали во овие региони треба да има една или две регионални депонии и колку претоварни станици. Реализацијата на овој проект е од големо значење за источниот регион, бидејќи ќе се реши долгогодишниот проблем на општините Штип, Пробиштип, Кочани и Свети Николе, кои мачат со локации на кои треба да го одложат отпадот. Планот има важност од 10 години. Истиот е одобрен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање и е усвоен од страна на советите на сите 11 општини од источниот плански регион и од Советот на општина Свети Николе. Инаку во планот дадени се активностите за временскиот период, кој што е подолг од 10 години, односно до 2036 година. Тековниот систем на управување со отпад главно се заснова на собирање и отстранување на отпад на нестандардни општински комунални депонии, како и на диви депонии. Постојат мал број на колективни постапувачи со отпад, кои што собираат отпад, кој што може да се рециклира и преработува: хартија, пластика, стакло, метали и слично. Проектот е финансиран од приоритетната оска 3, а неговата реализација чини околу 2 милиони евра, од кои најголем дел се обезбедени од ИПА фондовите на Европската Унија, а 15% од Министерството за животна средина. Во летниот период ескалираат цревните заболувања. Лекарите советуваат за високо ниво на лична хигиена и крајна предпазливост во изборот и подготвувањето на храната. Во регионот нема евидентирано труење со храна, но превенцијата на актуелните високи температури е повеќе од потребна. Летниот период и високите температури веќе се својствени за полесно труење од храна и размножување на бактерии. На инфективното оделение во Штип веќе пациенти од сите возрасти се жалат од диареја. За овие 10 дена имаме пациенти, 10 пациенти кои што се со симптоми на повраќање на течни столици. Причините може да бидат многу бројни, меѓутоа најчесто може и што треба да се внимава, тоа е храната. Значи, редовно миење на овошје, на зеленчук, стално го тоа повторуваме, редовно миење на рацете. Никако оставање на храна доколку остане за наредниот ден на овие собни температури кои што се доста високи. Значи мора да биде храната складирана во ладилник доколку не биде искористена истиот ден. Епидемиолозите предупредуваат дека опасноста, особено за време на летниот период, демне од кремови и сладоледи, млечни и месни производи, кои треба да се чуваат во фрижидер. Најсигурно и најбезбедно е термички обработување. Јајцата добро варени, значи 10 минути, месото издинстано, направено, не полуживо и живо, значи, а храната никако чување надвор, која ќе се олади храната, треба да се стави во фрижидер за одржување. 1 до 2 дена во фрижидер, никако повеќе, бидејќи во фрижидерот е од 2 до 8 температурата. Температурата која што е на вратата на фрижидерот е над 8 степени. Значи, хигиената на припремањето на храната, на работните површини, значи крпи посебно за чистите делови, посебно за нечистите делови. Сунгерите обавезно треба да се фрлат, да не се користат долго време, бидејќи и покрај тоа што ги миеме со детерџент сунгерите, не можеме бактериите да ги убиеме. Значи бактериите кои што се внатре во сунгерот, не можеме со обичниот детерџент ние да ги дезинфицираме.
Исто така и угостителите најмногу треба да внимаваат, иако досега во регионот нема такви заболувања, но дали внимаваат граѓаните на исправноста на храната? Па гледаш, мора да знаеш дали е исправно или не. Па исправно мора да биде. Зеленчук и тие работи, па сега треба малко се пази да не ядеме свинско тие работи, тие такви продукти. И што земеме право у фрижидеро и кога сготвиме па у фрижидеро и така. Да, ја дома се карам на тие моите, што стане да стават у фрижидеро. Па роко гледаме да видиме до кога биде и така зимаме. Во секој случај, лекарите препорачуваат да се внимава на исхраната и да не се дозволи дехидрација на организмот. Продолжуваме со денешните случувања во регионот. Со полагање цвеќе на спомен плочата на паднатите воини и со пригодна реч за Брегалничката битка. Во местноста Каленица во Штип денес се одбележаа 103 години од битката во која загинале 50.000 луѓе. Денес во местноста Каленица кај Штип, каде што лани беше подигнато спомен обележје на паднатите српски војници, беше одбележена 103 годишнината од Брегалничката битка. Ова битка е тешка по број жртава. Оваа битка е тешка според бројот на жртвите. 16.200 војници се отфрлени од колоната во 1913-та и 25.000 бугарски војници. 25.000 бугарски војник. Дојдовме по повод на одбележување на 103 годишнини од случувањето на Брегалничката битка, заправо на местото помен за пострадани јунаци, борци во тоа борба. Ова се трагични настани од историјата на балканските народи кои никогаш не треба да се повторат. Србија како држава им одава почит на своите некогашни сограѓани. Србија ја почитува својата историја и своето минато и секогаш ќе го одбележува своето минато на вакви места додека постојат обележја и костурници, а онаму каде ги нема ќе се труди да ги отвори и одбележува на достоинствен начин. Ja bih želela samo se zahvalim pre svega gradu Štipu. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, кој многу помогна на достоинствен начин да ги одбележиме овие големи настани во историјата на српскиот народ и на оние кои живееле на овие простори. Naroda koji su naravno svih živeli na ovim prostorima. Штипскиот градоначалник посака мирот да завладее насекаде во светот. Ова спомен обележ овде го направивме заедно со нормално Сдруженијето на Србите во Македонија. И мора да кажам дека тоа е една порака да ги изближува двата народи кои се братски народи, да ги изближува нашите градови, посебно Врање и Штип. И сакам да порачам денес од овде дека нека завладее мир во светот, дека конечно во Сирија стигне оружјето, затоа што војната носи многу ужас, многу крвополевање, многу сиромаштија, многу болести, многу разрушувања. Мислам дека од балканската историја треба да учат и другите народи, да го почитуваат повеќе мирот, и да живееме во мир, онакви како што сме, да се почитуваме и на крајот Балканот ќе биде место за живење. Во Брегалничката битка во 1913 година, која најголем дел се водела во околината на Штип од двете страни на Брегалница и кај Ежово брдо, од двете страни загинаа над 50.000 војници. Локалниот младенски совет од Делчево покрај отчетот за сработеното во изминатиот период на последната седница на советот на општината побара подршка од делчевските советници околу овогодишната организација на фестивалот До Зора, што ќе се одржи на 31 јули. Делчевскиот младински совет пред општинските советници го даде својот отчет за сработеното во изминатиот период. Младите од Делчево како најважна активност од реализираното ја истакнаа волонтерската акција за обнова на наменскиот материјал кај манастирот Света Богородица Балаклија во Делчево. Можам да се пофалам дека сме еден од поактивните совети на млади во североисточниот регион. Сакав да спомнам дека имаме подпишано меморандум за соработка со Националниот младински совет на Македонија, кој што се уште е во процес, треба да се разгледат некои детали. Исто така сега имаме иницијатива за формирање на извиднички одред во општина Делчево, исто така ќе подпишеме меморандум за соработка со Националниот сојуз на извидници на Македонија. И советниците и членовите на Младинскиот совет беа едногласни дека во иднина соработката би требала да се зајакне во делот на менаџирање на проектите кои чекаат на реализација. Вие без разлика, дали сакате нешто некој да ви помогне, вие мора да кажете дека имате одреден план
цел и акција што ќе ја направите, за да ви помогнат било финансиски или било на кој друг начин. Инаку еден од покрупните проекти за кој што е потребна поголема поддршка е фестивалот на отворено кој што го организира Советот на млади, а кој што е насловен До Зора, настан кој на 31 јули ќе се одржи кај локалитетот Кулата. До Зора фестивалот е фестивал на електронска трансмузика кој што ги следи трендовите на познатите светски фестивали од типот на Озора. Оваа година имаме поканено диџеи кои што имаат големо искуство на ширум светот. Убаво што се пробава да се направи нешто за да се промовира нашата општина низ цела Македонија при вонко границите на Република Македонија. Убава е замислата за фестивалот. Треба сите да гледаме како можеме да помогнеме и сите да се вклучиме во организацијата. Советниците беа едногласни околу предлог одлуката за доделување стипендии на учениците кои од воспитно-образовните установи од Делчево се прогласени за првенци на генерацијата. Сите вие знаете, по членот 2 е тоа дефинирано дека сите овие ученици добиваат во текот на учебната година стипендија во износ од 2000 денари. Средствата се од буџетот на општина Делчево. На последната одржана седница единствената точка која беше симната од дневен ред беше предлог одлуката за усвојување на стратегијата за климатски промени на општина Делчево за периодот 2016-2026 година. Вчера во село Аргулица, општина Карбинци, 22-годишниот Јн од Штип нападнал полицаец, откако по пријава за нарушен јавен ред и мир бил повикан на информативен разговор. Напаѓачот е приведен во полициската станица Штип, а по целосно документирање на случајот ќе му биде поднесена соодветна пријава. Следи крими билтенот на секторот за внатрешни работи Штип. 45-годишниот АН од селото Таренци, општина Карбенци, заработи кривична откако на местото црквен рит во атарот на селото Бурилчево, Кочанско, го нападнал 63-годишниот ВС од селото кој напасувал стадо кози. Пријавениот со уште 4 непознати лица дошол на наведеното место и со метален предмет во пределот на грбот го удрил ВС, пошто го турнал на земја и му упатил сериозни закани дека ќе посегне по неговиот живот и тело, доколку не му ги даде козите. Останатите 4 непознати лица му одзеле 40 кози и го терале кон селото Аргулица, општина Карбенци. Кривична и за 26 годишен Свети Николчанец поради сторено кривично дело тешка кражба. Тој минатата недела со намера да се стекне со противправна имотна корист и придел на неговата сограѓанка ВМ и на дрзок начин со рацете и го фатил и почнал да и го тегне златното ланче со намера да го скине и одземе. Но истиот успел само да го скине кој останало во рацете на оштетената, а не и да и го одземе, пошто побегнал во непознат правец. По 7-ми пат Домот на културата Тоша Арсов во Виница организираше Староградска вечер, а покрај октетот Серенада се промовираше мелосот и од Пекчево и Делчево. Во ова време во кое новите генерации ја дигитализираа и љубовта, ги извештачија и емоциите, Серенадата остана единствениот музички жар кој раскажува за искрената љубов, но и за искрената тага. Синоќа виничани со виничките, делчевските и пекчевските серенади повторно запловија во минатото, благодарение на луѓето кои 7 години создаваат континуитет во негувањето на една вековна традиција, создавана од некои благословени генерации, и 7 години го надградуваат и промовираат домашниот староградски мелос. Виничкиот ансамбл Серенада, чие име неодамна се читаше и во италијанските, бугарските, турските медиуми, е октет која негува староградската песна од ова виничко поднебје, а во рамките на 7-та Староградска вечер го промовираше целиот исток. Сакаме да ја продолжиме таа традиција, ние релативно помладите, значи и Домот на култура како институција да ја негува ова староградска песна, затоа што Виница, знаете, има голема традиција на староградската песна уште пред Втората светска војна. Екзистирале овде групите Распијани Виничани и женската пејачка група Јана. И ние ја продолжуваме ансамблот за староградски песни Серенада, ја продолжува оваа традиција. 30 години веќе постои групата Делчевски Еснаф и еве 10 години како постои и работи во склопот на Центарот за култура и групата Јана. Секоја година ние се
доваѓаме во Виница, добра соработка со како комшии и ова година можам да се заблагодарам на организаторот, беше безпрекорно организирано. Синоќа со староградски песни од истокот настапија и женската пејачка група Ѓурѓа, како и еснафите од Делчево и Малешевска китка од Пекчево. Овој концерт е зачеток на топлиот културен бран во Виница, а во рамките на Павловденското чествување концерт ќе одржи и етногрупата Монистра. Во синокешниот троен самоубиствен бомбашки напад на истанбулскиот аеродром Ататурк загинаа најмалку 43, а 239 се ранити, соопштија локалните власти на Истанбул. Како што јави весникот Милиет, досега е утврден идентитетот на 37 од загинатите, од кои 24 се турци, 10 се странци, а тројца имаат двојно државјанство. Според медицински извори, вкупно 109 од ранетите при нападот веќе се отпуштени од болниците во кои им била укажана лекарска помош. Весникот Милиет, повикувајќи се на сознание од истрагата, објави дека аутопсијата на остатоците од телата на напаѓачите веќе е завршена, но засега не е утврден нивниот идентитет, што наведува на заклучок дека најверојатно станува збор за странски државјани. Ова е најсмртоносен од 4 терористички напади во Истанбул од почетокот на годината, од кои за 2 одговорност презеде џихадистичката група Исламска држава, а за еден курдската милитантна организација. Турскиот председател Реджеп Таип Ердоган повика да се покрене меѓународна заедничка борба против тероризмот. Во акција на полициската и разузнавачката агенција на Европската унија, Европол, за разбивање мрежа за криумчарење мигранти на така наречената западно-балканска рута, во рок од 36 часа се уапсени 39 лица, а приведени се 580. Во соопштението на Европол се наведува дека во таа акција учествувале полициските и пограничните служби на Австрија, Бугарија, Хрватска, Македонија, Германија, Унгарија, Романија, Србија, Словенија и Швајцарија. Целта на акцијата Сироко 2 била да се покрене размена на информации во реално време, кој е едно од најдобрите полициски орудија за спречување на прекуграничните криминални активности. Првиот самит на Европската унија по референдумот во Велика Британија поминал во мирна, конструктивна, но и тажна атмосфера, изјави британскиот премиер Дејвид Камерон. Главна тема на разговорите била активирањето на членот 50 од Лисабонскиот договор, со кој официјално би започнале двегодишните преговори за редефинирање на односите меѓу Британија и Европската унија. И покрај најавите за можно повторување на референдумот во Британија, германската канцеларка Ангела Меркел смета дека одлуката нема шанси да биде повлечена и сите треба да се соочат со реалноста. Најавите се остварија. Милан и официјално го именуваше Винченцо Монтела за нов тренер кој доаѓа на местото од Броки. Винченцо Монтела е нашиот нов тренер. Тој потпиша 2-годишен договор кој започнува од 1 јули, стои во соопштението на Милан. Адриано Галијани верува дека го направиле вистинскиот избор. Стартуваме од почеток со Монтела. Има многу задоволство. Веруваме дека го направивме вистинскиот избор, да се надеваме дека се ќе оди добро, вели Галијани. Монтела ќе заработува 2,3 милиони евра по сезона. Монтела е петиот тренер на Милан откако Масимо Алегри беше отпуштен. Пред него кратки авантури има Кларенс Сидорф, Пипо Инзаги, Синиша Михајловик и Кристијан Броки. Ракометарките на Вардар подготовката за новата сезона ќе започнат на 1 август, а првите контролни средби ќе се играат на крајот од месецот на турнир во Словенија. Првите 6 дена од почетокот на подготовките Вардар ќе ги минат во Скопје, каде ќе се вршат потребните медицински прегледи. На 6 август експедицијата ќе замине во Словенија, во Терме Зрече, каде ќе остане на базични подготовки до 18 август. Од 18 август ракометарките на Кастратович ќе настапат на 13-тиот поред традиционален меѓународен турнир Винко Кандија. Ова беа сите предвидени содржини за вториот дневник, но останете со програмата на Канал Плюс и проследете го и третото издание на дневникот во 23 часот. Пријатна вечер.